И кога пред некоја седница ние разговаравме, односно гласавме како пратеници за ваучерите за добивање на таблети, јас бев многу горда, затоа што денес говориме за обезбедување ваучери за таблети, за компјутери, обезбедени 28.000 ваучери. Меѓутоа, во 2005 година ние говоревме за купување на столчиња и клупи во општина Битола. Почнавме со реконструкција и санација на негде на повеќе од заедно со владата и локалната самоуправа на негде повеќе од 28 основни и средни училишта, и тоа во делот на санација на кровна конструкција, на санација на прозорци и врати, на санитарни јазли, се она што значи се создавање услови за непречено образование. Во општина Битола во тој периодот до 2014 година навистина е направено многу, набавени се 1863 компјутери, согласно програмата компјутер за секое дете. Во исто време пуштење и ветеринарниот факултет, односно опремена е најсовремено опремена лабораторијата, изградени се 2 нови основни училишта и ред многу други проекти кои значат добро образование, заедно со проектите на бесплатни учебници и бесплатен превоз. Она што сакам да го прашам до Министерството за образование, до министерот, заменикот министер, се извинувам, е тоа што проектот училишни сали кои се спроведува во Република Македонија, се разбира и во општина Битола, каде се досега изградени 3 училишни згради во 3 средни училишта и 1 во студентски дом, неминовно налага потреба заради огромниот интерес, меѓутоа пред се и заради зголемениот број на деца кои се занимаваат со спорт, кои го јакнат тој надпреварувачки дух во основните училишта, и во 7 основни училишта има потреба од изградба на такви училишни згради. Јас ќе ги напоменам, тоа се основните училишта Тодор Ангелевски, Трифун Пановски, Стив Наумов, Даме Груев, Гоце Делчев, Кирил и Методи и училиштето Крсте Петков Мисирков во Бистрица. Моето е прашање во кој временски интервал и како ќе оди овој процес на изградба на училишни сали. Второто прашање до Министерството за земјоделие произлегува од мојата посета на терен изминатиот месец, меѓутоа и во еден поизминат период кога сме присутни меѓу граѓаните, односно помеѓу земјоделците во руралните средини, се работи за надоместокот за одводнување. Во голем дел од битолските села, од селата во Могила и Новаци, во Рицко-планинските села, земјоделците плаќаат надоместок за одводнување. Значи нема никаква реална основа, тоа е по еден стар систем на реонизација. Неколку пати интервениравме, меѓутоа сега е во процедура пред второ читање законот за водостопанство. Ме интересира дали ќе се интервенира во овој дел, затоа што се работи за многу исклучително важна категорија на граѓани, каде што нивното задоволство од добиените субвенции, од проектот 50-50 за добивање и модернизација во земјоделието е евидентно. Се она што е направено во делот на земјоделието е битно затоа што го следиме, меѓутоа го следиме и ваквите забелешки кои значат многу, доколку не го платат овој надоместок, не можат да си ја земат ни субвенцијата. Третото прашање е до владата, се однесува за предвремено отплатениот долг кон Меѓународниот монетарен фонд, имено кредитот во износ од 320 милиони долари, кој беше земен 2011 година, а почна да се враќа во 2014 година, во февруар оваа година, значи една година пред рокот беше отплатен. Се разбира дека за да може да се направи еден ваков процес предвремено отплаќање на кредитот, потребно е да биде во добра кондиција и буџетот и економијата во одредена земја. Значи тоа го покажа Република Македонија во овој период. И моето прашање е колку се направени заштеди со предвремено отплатениот долг. Значи многу за имиджот на државата, меѓутоа
колкав е сега државниот и јавниот долг, односно колку е намалувањето, ако последните мои податоци во јануар кажуваат дека државниот долг изнесува 36,6%, а јавниот долг 43,9%. Значи, сведоци сме дека Меѓународниот монетарен фонд го поздрави предвременото отплаќање на долгот и со тоа всушност ние и кажуваме дека државата не се само задолжува туку навреме и предвреме се раздолжува од земените ефтини кредити. Благодарам. Благодарам јас. Пратеничката Илјана Кузмановски има 3 прашања. Првото до министерот за образование и наука. Одговорот ќе добиете од заменикот министер за образование и наука. Повелете. Благодарам председатели, благодарам на пратеничката за поставеното прашање. Имено владата на Република Македонија во изминатите години согласно своите можности реализираше поголем број на инвестициски инфраструктурни активности во делот на образованието. Во рамки на своите утврдени приоритети, Битола беше еден од приоритетите на владата како еден од најголемите градови во Република Македонија и соодветно на што го истакна и пратеничката, неопходноста од инвестиции во овој град беше повеќе од потребна. Според тоа, Министерството за образование и наука реализираше 21 реконструкција и санација на основни и средни училишта во овој град, со тоа што сите овие инвестиции беа исклучително неопходни заради кондицијата во која што се наоѓаа дел од училиштата и неопходноста од подобрување на условите за изведување на наставата. Во следниот период Министерството за образование и наука исто така ќе продолжи со поддршка, реконструкција и санација и секако изградба на нови објекти, како што се двете модуларни училишта кои што ги изградивме во рамки на општина Битол. Прашањето се однесуваше на изградбата на спортски сали. Во тој контекст би сакал да истакнам дека до сега владата на Република Македонија реализираше инвестиции на спортска сала во училиштето Јане Сандански со вредност од 23 милиони денари, изградена и спортска сала во Кузман Шапкарев, исто така вредност од 23 милиони денари, изградена и спортска сала во училиштето Јован Калаузи во вредност од 42 милиони денари и изградена е спортска сала во рамки на Универзитетот Свети Климент Охридски вредност од 24,5 милиони денари. Во оваа фаза би сакал да истакнам дека Министерството за образование и наука ги имало предвид предвидените дополнителни сали кои што треба да се изградат во рамки на училиштата на територија на општина Битола. Во наредните години, соодветно на динамиката и оно што е утврдено во рамки на програмата за работа на влада, планирано е да бидат реализирани и дополнителни спортски сали во 2016, 2017 и 2018 година, соодветно на обврските кои што ги имаме утврдено во договорот за реализација и изградба на проектот, изградба на 145 спортски сали. Така да ве уверувам и вас и граѓаните на Битола дека Министерството и владата ќе продолжат со своите капитални инвестиции кои што се однесуваат на градот Битола и на околните населени места кои што гравитираат околу градот Битола. Ви благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот госпожа Илјана Кузмановска. Повелете. Да. Благодарам. Јас немам дополнително прашање и благодарност до Министерството, односно до Министерот за добиената информација дека овој проект, односно изградба на училишни сали во основните училишта ќе продолжи согласно динамиката, односно и она што е предвидено во програмата на владата. Меѓутоа, сакам да потенцирам дека она што значи заокружен процес на образование, она што значи добро образование, не може без сите овие сегменти. Значи, во општина Битола во овој период се навистина инвестирани многу парични средства,
од владата заедно со локалната самоуправа во изградба, реконструкција, санација на многу училишни и сали и многу училишта, меѓутоа овој процес треба и во континуитет да продолжи. Благодарам. Одговор се добиете од министар Повелет. Благодарам председателе, благодарам пратеничке на постојаното прашање. Во врска со вашето прашање сакам да информирам дека имајќи во предвид констатацијата и што и вие искажавте дека има доста недоречености во постоечките закони за управување со водите, како законите во Министерство за екологија и животна средина, така и во законите за земјоделие, каде што ги уредуваме управување со системите за наводнување. Од тие причини владата во минатиот состав донесе одлука за донесување на нов закон, формирање на акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, каде што акционерско друштво ќе биде централизирано на ниво на Република Македонија и ќе управува со системите за наводнување на земјоделците, исто така и со управување со речните корита. Така да, во тој правец, владата на Република Македонија во изминатиот состав формираше комисија за изготвување на еден ваков предлог закон и таа комисија беше формирана во јанари 2014 година. Комисијата изготви еден драфт верзија, која што Министерството за земјоделие ја стави на јавна расправа низ цела Македонија. Земјоделците расправа по оваа драфт верзија и владата конечно пред неколку недели го усвои ова предлог законник, кој што кажете тие, веќе во собраниска процедура, односно на второ читање. Така да, оно што беше основната причина за формирање на овакво акционерско друштво е тоа што оваа влада има сериозни програми за уредување на овие системи за водоснабдување, значи како изградба на нови системи за наводнување, така и рехабилитација на постоечките системи за наводнување. Имајќи го искуството од досегашното управување со системите за наводнување кои што беа децентрализирани, знаете дека тоа се одвиваше преку водостопанствата и водните заедници, имајќи во предвид дека од формирани 300 и нешто водни заедници, 340, само во функција се околу 30 водни заедници, значи практично не функционира овој закон. Од тие причини, како што реков, владата го достави овој предлог закон Водостопанство на Република Македонија во собраниска процедура, каде што цениме како влада дека со овој закон сите оние проблеми кои што се јавува во изминатиот период практично ќе бидат надминати, а секако и вие како пратеници кои што треба да го донесете, ве замолувам доколку имате некои ваши забелешки кои што ќе помогнат, кои што ние како комисија, како влада ги неаме, а согледано ве молам да ги дадете се во интерес како би можеле овие системи што подобро да се искористуваат, односно да бидат во корист на земјоделците што си намените. Друга од причините која што се оди на едно вакво централизирано предпријатие акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, што оваа влада донесе една програма, 10-годишна програма од 200 милиони евра, кои што пари ќе бидат исклучиво финансирани од буџетот на Република Македонија, значи практично некаде околу 20 милиона евра годишно. И имајќи досегашното функционирање на водостопанството, практично не се во состојба да ги менаџираат сите овие средства и од тие причини, како што реков, се формира и ова водостопанство на Република Македонија. Конкретно за вашето прашање што беше тука надоместок за одводнување, потполно сте во право, со досегашните закони практично не е точно уредено кои се оние површини кои што треба да плаќаат надоместок за одводнување, што ќе видите сега кој ќе дојде на собраниската расправа, ќе видите дека со овој новиот закон, предлог закон, децидно кажуваме дека надоместок за одводнување ќе плаќаат само оние површини кои што имаат канали за одводнување. Сите други површини, земјоделски површини, немаат да плаќаат одводнување без разлика што се во тој регион. Исто така, кога сум тука, нели се работи тука за Могила, Новаци,
бидејќи знаеме дека тие во изминатите месеци претрпеа огромни штети од поројните дождови кои дојде, односно од поплавите. Сакам да кажам, еве ние како Министерство за земјоделие побаравме од Европската комисија ИПАРТ програмата, која што знаете беше 50-50, имајќи во предвид штетите кои што настанаа од овие поплави, ние одобрија за овие подряши каде што има поплави, дека сега кофинансирањето ќе биде 75%, односно значи од ИПАРТ програмата 75% ќе бидат средствата, додека земјоделецот сега само треба да надомести 25% од инвестицијата. Така да, уште еднаш, еве да завршиме со тоа, значи во новиот предлог закон, ова прашање е опфатено и децидно е решено. Благодарам. Дали сака да постави дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот господја Илјана Кузмановска. Задоволна сум од добиениот одговор. Тоа е она што сакат и земјоделците да го слушнат, посебно во овој дел со уредување на доместокот за одводнување во овие рископланински предели. И добро е што ќе се регулира и ќе се реши согласно новиот закон за водостопанство. Имам дополнително прашање, веќе што министерот ја започна таа дискусија околу поплавите на Овац и Могила и изливањето на река Црна. Значи ова е апел, односно од нив како граѓани, дека онаму каде што се пресечени насипите не е ништо направено и при следен пороен дожд може да дојде до излевање на река Црна. Значи најбрзо, во брз можен рок да се интервенира, затоа што може со поплавата да се полеат, односно да се поплават површините кои се засејани. Благодарам. Благодарам. Ова дополнително прашање. Одговор на дополнителното прашање се добиете од министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Повелете. Благодарам на прашањето. Сакам пратеничката да информирам дека уредувањето на речните корита е во работа на Министерството за екологија и животна средина, така да текст со новиот закон ќе може акционерското друштво водостопанство на Република Македонија да ги уредува речните корита. Така да сега во овој момент не е во наша надлежност. Во наша надлежност е само каналите за одводнување. Благодарам. Подпредседателот ме подсетува, значи ние како влада, значи тоа што е нелико прашање што треба да го решиме, значи веќе од понеделник ќе оде комисија формирана од владата на Република Македонија, која што треба да со Европската додат во Брисел да разговарат за помош која што треба да се додели за поплавените површини. Еве да информирам јавноста дека штетите кои што записникот за настанатите штети кои што се направени на Република Македонија, пред се најголем дел Могила и Новаци е направен, каде што се одобрени од експерти на Светска банка, и врз база на овие записници очекуваме дека обештетувањата ќе бидат направени во целост, како на настанати на земјоделските површини, на системите за наводнување, на патната инфраструктура и на домаќинствата кои што им се направени. Благодарам. Третото прашање упатено беше до владата на Република Македонија, односно до Министерството за финанси. Одговор се добиете од министерот за финанси. Повелете. Председателе, и благодарам на пратеникот Кузмановска за поставеното прашање, кое што се однесува на трансакцијата со која што Република Македонија пред време го отплати долгот кон ММФ. Со оваа трансакција всушност се вратија пред време 174 милиони американски долари долг што Република Македонија го имаше кон ММФ и кој што требаше да се враќа заклучно со март 2016 година. Трансакцијата се направи со цел да се направат заштеди, како прво, во буџетот, бидејќи движењето на курсот на доларот во однос на еврото, каде што доларот зајакнува, и проценките за натамошно зајакнување на курсот на доларот, доколку чекавме, бидејќи обврските кон ММФ во добар дел се во долари,
ќе значеше отплата на поголем износ, односно на ваков начин со предвремената отплата заштедивме најмалку 5 милиони евра на курсни разлики кои што ќе се случеа до март 2016 доколку чекавме и редовно го отплаќавме така како што првично беше предвидено. Второ, отплатата на долгот предвреме кон ММФ беше поздравена и од страна на првиот човек на ММФ, господја Лагард, која што укажа на тоа дека е благодарна што Република Македонија имаше финансиска сила да ги врати обврските кон ММФ, односно долгот кон ММФ предвреме, и тоа покажува дека соработката на Македонија со ММФ е на една здрава основа и партнерска основа, што значи и во иднина ни се широко отворени вратите, доколку се укаже таква потреба. Јас не предвидувам дека ќе има таква потреба и засега секако немаме таква потреба, но добро е да се има отворени врати во меѓународните финансиски институции, доколку некогаш во иднина има било каква потреба, бидејќи со ова предвремена отплата практично се подобрува репутацијата на Македонија како земја која што има кредибилитет и која што не само навремено, туку и предвремено ги сервисира сопствените обврски. И секако третиот ефект е во тоа што во очите на меѓународните инвеститори, на сите оние кои што имаат запишано еврообврзницата, но и оние кои што сакаат да инвестираат во Република Македонија во фабрики или слично, тие го следат ова и тоа им е показател дека земјата има стабилна макроекономска и фискална позиција и дека е сериозна и одговорна во ситуациите кога треба да се исполнуваат собствените обврски, дали према ММФ, дали према ЕБРД, према Светска банка или према инвеститорите. Така да од сите аспекти е ова позитивна трансакција и заштеди во буџетот и подобрување на вкупниот имидж на Република Македонија во меѓународни размери. Благодарам. Благодарам јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот господи Лилјана Кузмановска. Повелете. Благодарам, задоволна сум од одговорот и всушност само можам да констатирам дека ова е всушност потврда за добриот резултат на македонската економија и добрите перспективи. Немам дополнително прашање.